на СДС отвора сериозен сомнеж дека се работи и подготвува за криминал. Дел се работи за неспособност за менаџирање за проектите, но поглавната причина е сомнежот дека на голема врата се подготвува криминал на деценијата. Имено, првата одлука на Министерот за транспорт беше стопирање на градба за која се обезбедени многу пари и јасно е дека борбата е некои други фирми кои се блиски до СДС надвор од законите да го добијат овој вносен милионски бизнис. Токму затоа министерот Сугаревски и владата се служи со комплетни лаги, иако таа лага се распрснува како меур од сапуница. Посочија дека биле направени грешки во проектирањето, а проектот е изработен, но поради недостиг на капацитети и способност, остварен како нереализиран за време на мандатот на владата на СДС од 2002 до 2006 година. На крај, пред да отпочне градбата и откако владата на ВМРО од ДПМНЕ обезбеди средства, ревизијата го одобри изработениот проект. Ова е совршено јасно дека СДС е фатена во офсайд и прекинот се крие зад прекинот неспособноста на СДС да се носи со конкретниот проект и нивната одлучност која дава сомнеж дека повторно прават криминал од понатамошната нивна реализација. Како е возможно изградбата да тече без прекин неколку години претходно, а сега, откако СДС е на власт, уште во првиот месец да застане? Тоа е индикатор дека се спрема голем криминал кој ќе заврши во џеповите на некои од газдите на СДС. Сакаме да порачаме дека кога ќе дојде ВМРО ДПМНЕ на власт, ќе продолжи со изградбата на автопати и ќе го догради овај истов автопат кој сега во